Добар ден. Продолжуваме со серијалот разговори со челниците на пратеничките листи, но овој пат имаме и дополнителен товар на одреден начин пред нашите гледачи и слушатели, зашто со Никола Димитров не можете да разговарате само за аспектите на реформите на државата, економија, туку пред се со аспектите на македонската меѓународна позиција во услови во кои веќе е важно да се одржат изборите. Министре, не случајно ве насловам како министр, да речем, дури во следниот втор дел ќе разговараме околу пратеничката позиција. Тоа што ОПСЕ не испрати една бомбастична екипа, има доверба во нашите демократски капацитети и каков е нашиот однос на одговорност изборите да бидат топ? Во услови на пандемија, тоа е една од причините. ОПСЕ испрати кортим, значи шефот на мисијата, експертите и така натаму. Меѓутоа, со оглед на ситуацијата, тоа што го планираа да не беше пандемијата, да беа изборите на 12 април, ќе има и многу краткорочни наблюдувачи. Меѓутоа, на мојот прв состанок со мисијата, ден по нивното слетување, рекоа, ние нашата работа ќе си ја завршиме квалитетно, во тоа да немате сомнеш, ќе имате темелен извештај околу изборниот процес. Истовремено, ние последните изборни циклуси, и референдумот, и локалните избори, и председателските избори, имаме многу високи оценки од мисијата и меѓу другото, имаше политички консензус за белешките, сугестиите од тие извештаи не се вградени во изборното законодавство. Така што ние сме во една позиција и во поглед на нашиот меѓународен имидж, и во поглед на европските аспирации, воопшто не треба да биде ставено во прашање нашата способност, капацитет да имаме едни фер избори на фер Мегдан. Уште, министре, што туку се носи одлука? Поради реескалацијата на пандемијата кај соседите, дали ќе ја затвориме границата за Србија? Парадоксот е прилично невообичаен, дотолку повеќе што сега некои од членките отвараат, не затвараат, не почитуваат така наречената бела листа на Брисел, од типот на Унгарија. Што ние ќе правиме? Грција еднократно и едностранно е затвори граничниот премин Евзони. Дали за тоа беа информирани и властите во Скопје, например, сај за властите во Белград не е истина. Што ние ќе правиме? Ќе ги пропуштаме граѓаните на Србија на патот, например, преку Деве Бајр или каде додат, или дефинитивно ќе ставиме клуч на северната граница, што значи може да очекуваме и на одреден начин и реципроцитет. Заради пандемијата, во одлуките околу границите и движењето на луѓето, нема веќе политика и нема веќе на некој начин калкулации во однос на пријателството и така натаму. Одлуките се донесуваат врз основа на епидемиолошката слика на односните земји. Јас добив неколку пораки од министри за надворешни на земји членки, каде тоа ми го објаснуваат директно. Со држави и со министри со кои што сме многу блиски и многу пријатели. Критериумот на ЕУ е под или близу 20 ново заразени на 100.000 жители во 14 дена. И на секој 14 дена тоа ќе се ажурира. Тоа се препораки, а некои земји одат уште поригорозно. Например, Австрија, Италија, така што не до крај тоа се почитува. И ние, надвор од политички односи, од пријателски односи, врз основа на проценката на нашите епидемиолози, и тие како ние двајца еве разговараме пред граѓаните, така денес во овој момент министерот Филипче е на средба со епидемиолозите,
каде ги анализираат последните информации за состојбите со вирусот во Србија и врз основа на тоа ќе препорачаат кон кризниот штаб, кон владата мерки. Така што ќе видиме денес каков став ќе имаат нашите епидемиолози. Министерот за надворешни работи Никола Димитров во утрински брифинг разговараме уште за последната одлука на Брисел да се направи почетната позиција, преговарачка позиција со која Европската унија ќе започне меѓувладината седница со властите во Скопје и ќе почне на одреден начин ритмот на преговори по одредени поглавја. Министре, зошто ставивте премногу акцент на македонскиот јазик? Има впечаток дека таа реакција и ваша и на Заев имаше елементи на фрустрација, дека нашиот јазик е признаен во европската комуникација, а и во Брисел на индиректен начин е признаен во европската комуникација. Последниот пат, каде македонскиот јазик се појавува во документ на Европската комисија, е далечната 2005 година. Потоа имаме еден голем период каде македонскиот јазик најчесто се нарекува државниот јазик. А придавката македонски, македонска, македонско полека се намалува. Па за луѓето што пратат, ако се сеќаваат, тоа доведе дури до непримање на извештајот, некаде 2012 година, па почне малку да се појавува 2 пати, 3 пати. Меѓутоа, македонскиот јазик е сега во овој документ исклучително важен за нас како исчекор кон европските преговори, се појавува по пауза од 15 години врз основа на комплетирањето на личната карта на државата во Обединетите нации и тогаш правниците во Брисел донесоа едно упатство до сите институции на Европската Унија во однос на името и терминологијата. Така што не може ова баш да се третира како се разбира дека ова е нормално, се разбира дека ни следува, тоа е израз на нашето право на самоопределување. Меѓутоа ние дојдовме до таму преку овој процес што го водевме со Преспанскиот договор, финализирање на личната карта во Обединетите нации и подоцна тоа се рефлектира и во Европската комисија. Сега престои ова преговарачка позиција на Европската унија да биде поединечно усвоена или одобрена на одреден начин од сите членки на Европската унија. Со оглед на тоа дека ние ставивме акцент на македонскиот јазик, со оглед на тоа дека постои, дали тоа или директно, дали тоа значи дека се абсолвираат бугарските барања околу македонскиот јазик, бидејќи ова е документ на Брисел. Или дали може да очекуваме на одреден начин во повратните писма на одредени членки да се реактуализира прашањето на јазикот од типот не државниот, туку официјалниот според уставот, па и овие сите други неизвестности што сега произлегуваат, дали МКД кратенка и така натаму со Грција. Дали тоа значи дека ние можеме да очекуваме лош фидбек или е прв сигнал дека нашите соседи ќе прифатат еден потолерантен однос кон македонската преговарачка позиција? Почетната позиција на разговорите меѓу земјите членки, позицијата на комисијата, која што е чувар и на европското законодавство и на европските вредности, во оваа смисла е исклучително важна. Ке беше поинаку ако Европската комисија излезеше со некаква непринципијална позиција во однос на македонскиот јазик. Наше ќе биде во разговор со сите земји членки да најдеме начин како да објасниме дека изразувањето на нашиот македонски идентитет, нашето право на самоопределување, не може да биде ставено под знак прашање ако зборуваме за европски интеграции. И во тоа ние мора да успееме, бидејќи
Тоа е наша работа, тоа е наша внатрешна работа. Во меѓународното право постои принцип за немешање во внатрешните работи, правото на самоопределување е исто така исклучително важно, па и нашиот суверенитет на некој начин. И мислам дека со Бугарија, која што многу ни помогна, преку самитот во Софија, настапите, да се отвори прашањето на европска интеграција, повторно да заживее, да влезе во политичките агенди на Европската Унија, земјите членки, процесот што го почнавме за зближување и спријателување, да се поставиме така, да е јасно дека овде не смее да се чепка. Ако сакаме да бидеме пријатели, ако сакаме да зборуваме за европска интеграција. Тоа нема да биде сосема едноставно, ќе бара мудрост, ќе бара вештина и ќе заврши така како што треба да заврши. Во теков на кампања опозицијава тоа ќе ви го земе за мана и каже сега се сетивте на интегритетот, на самостојноста, на определување на националното битие и така натаму. Опозицијата нема баш позиција да наоѓа мани за овие прашања, бидејќи во целиот нивен период, меѓу другото, македонскиот јазик исчезнал од документите на Европската комисија. Така што позицијата на опозицијата по овие прашања не знам колку е кредибилна. Ајде да направиме благ премин од тунелот на надворешното политика, нашата внатрешна, па сепак од аспект на... Има еден чуден парадокс. Не доминираат ни договорот со Грција, ни договорот со Бугарија како аргументација која ВМРО инаку ја користеше тоа дека ја продадовте државата, македонското национално битие исчезнува и така натаму. Тоа е знак дека сватија дека меѓународните договори имаат своја константа и се прифатени, или нема маневарски простор во кој би поентирале во граѓанството и во избирачкото тело. Ние референдумското прашање го реализиравме. Сме на многу добар пат да го реализираме до крај. Дали сте за прифаќање на договорот со Грција, за да станеме членка на НАТО и да почнеме преговори со Европската Унија. Уште тогаш во најава, близу 610.000 граѓани гласаа за. Тоа е политичко мнозинство што било која опција денес на 15 јули да го добие, ќе владее со далеку повеќе од 61 пратеник. Има сега тоа значи дека истовремено тие немаат друга понуда. Која би била друга конзистентна понуда? Има понуда која е прилично екстремна. Например, ќе освоиме 80 гласови, ќе го смениме уставот. Има и други реторични играри. И што ќе се случи со нашето знаме пред седиштето на НАТО и нашето членство во НАТО? Како воопшто ќе зборуваат за пристапни преговори со Европската Унија и дали може би сакаме да го вратиме ФИРОМ, поранешна Југословенска република Македонија, да ни се обраќаат така и во Обединетите нации и така натаму и така. Значи, немаат никаква конзистентна понуда, или може би повеќе споменици ќе градиме повторно. Или пак ќе се враќаме 2000 години наназад. Да чукнем да не ни се вратите. И така натаму и така натаму. Господине Димитров, се врати на одреден начин, на индиректен начин прашањето на овие меѓународни одлуки што ги носите со, ако добро следев дебатата и соочувањето со председателската кандидатка и носителот на изборна единица 1, професорката Силјановска, таа јавно ви посочи дека ви престои обвинителен акт за велепредавство. Се подготвувате за Идризово ако бидат доследни, ако победат? Тоа е една карикатура од дебата, искрено да ми кажам. И мене ми е се мачам. Ама карикатура да бевте толку дипломатски и толку мирен што да влезам сериозно, банално ми. Се мислев зошто Заев е уклучи во таа битка. Прво, ние бевме во подредена ситуација. Каскавме назад, не поминаа сите држави од регионот. Си имавме мака, како што ја зборувавме со македонскиот јазик.
се шетавме, па на крај престана и да шепкаат за нас по ходниците, и за НАТО и за ЕУ. Нашите граѓани, македонските државјани, влегуваа во Грција со ливчиња, наместо со своја патна исправа. Таа е вистинската понижувачка ситуација. Излеговме од таа ситуација, си застанавме, влеговме во НАТО, како македонци, зборувам за тие граѓани кои што се дел од македонскиот народ, кои што зборуваат македонски јазик, и еве сега, очигледно, оваа година почнуваме пристапни преговори со Европската Унија. Значи, има една крајна изгубеност од другата страна. И ние ги викаме парламентарни избори, нели? Граѓаните формално имаат право на избор, меѓутоа тој избор е сведен на напред или на назад. Ако ние сакаме да одиме таму каде што сите велат дека сакаме да одиме, НАТО членство завршено, ЕУ, обкружени сме со земји членки, во основа граѓаните и немаат баш избор. Зборуваме, да не зборам па за правда. Значи, ние имаме една парадоксална ситуација каде тој, еве, да употребам пожар, оган, како илустрација. Тие што го запалија оганот, кои што уште фрлаат бензин за да се разгори и така натаму, ние се нафативме да го гасиме, да ја средиме состојбата, они не само што не помагаат, туку се обидуваат да го држат запален и велат, гледајте, уште не ви е до крај до изгасен пожарот и така натаму и така натаму. Сите вулканици од типот на криминалот и организирана и корупцијата за кој што слушнавме во прислушкуваните разговори, не се до крај расчистени, меѓу другото, затоа што ние имаме опозиција чија што врвна политичка агента е да се бега од правда и од одговорност. Букви, дали се викале ВМРО, ДПМН, тоа е само еден фолклор. Суштината е дека се бега од правосилни пресуди, се бега од обвиненија, се година и пол се обидуваа да ги пикнеме под килим сите истраги што ги направи специјалното јавно обвинителство. И вие водите екипата на владеечка... Немаше, дали кога се правеше мајтап New York Times со Скопје 2014, со тој кич, зарем тоа не беше вистинското понижување? Од таа понижување да го ставите соцсверниот народ во улога на победник или во улога на жртва што се само сожалува? Тоа се двете разликите меѓу двете опции. Првиот кластер со кој ќе се соочиме ќе биде токму тоа, правото, правораздавањето, сигурност и така натаму. Но пред тоа, ако ја следиме таа динамика до крајот на годината или почетокот на наредната меѓу владина седница, колку и на каков начин очекувате како шеф на дипломатија токму германското претседателство, од кој потекнува сите агенди на Балканот, Трст, Меркел, Макрон и така натаму, ќе биде добра визит карта за ефектуирање на почетокот на крајот, а тоа е разговор по поглавје. На примо предавање меѓу хрватскиот МНР и германскиот МНР има изјава на Мас кој вели честитки за оставштината на хрватското претседателство, одлуките за Северна Македонија и за Албанија од март, рамката сега е во рацете на земјите членки, ние ќе настојуваме да се почнат првите меѓувладени конференции. Мислам дека со Германија, како една од двете локомотиви на Европската Унија, со канцеларката Меркел, која меѓу другото, како што велите и во прашањето, и го почна Берлинскиот процес, каде ние сме ко-председавачи годинава, предстои самит некаде октомври-ноември, и после се што се случи, и нашиот, и македонскиот интерес, и европскиот интерес, во смисла да има кредибилитет целиот овој процес, се создава еден политички момент каде ова ќе мора да се направи. Ние сме сосема спремни, за тоа нас не треба политичка влада и конечно
да ја добиеме таа крупна реформска алатка во рацете, за да си ја средиме, да си ги донесеме европските стандарди дома. И тој прв кластер има клучни поглавја. Тука е и владењето на правото, човековите права, безбедноста, јавните набавки, финансиска контрола, функционирање на демократски институции, економските реформи, јавната администрација, се тоа е во тој кластер. Разговорите со Европска унија предпоставува каптажа на паметни луѓе, способни луѓе, креативни луѓе, вклучувајќи меѓу другото и од опозицијата. Каде год сум бил со Гора Чомовски во серијалите што ги правевме по регионот, и Хрватска, и Словенија, па и Бугарија, главната сугестија е смукајте значаен дел на експертските становишта во преговарачката позиција без оглед каква идеолошка матрица имаат и дали припаѓаат на власта или на опозицијата. Вие сте подготвени, тој браник на отпор кој се има сега во оваа битка па и кон ВМРО ДПМН е да привлечете луѓе кои имаат вистина креативни, експертски и политички сознанија. Ако успееме, последната посета кога бев во Загреб, бев и во нивниот парламент и раскажуваа за своето искуство. Тие во Националниот совет, или како веќе прецизно се викаше тоа тело во однос на европските интеграции, секогаш го водел, како и кај нас на телото во парламент, во собрание, човек од опозиција. Ако ние успееме европската агенда да ја издвоиме од дневно-политичката битка, пред нас вистина може да бидат златни години. За тоа да се случи, ќе треба едно елементарно разбирање во политичката комуникација и мислам дека убедливиот пораз, што мислам дека ќе се случи на 15 јули на опозицијата, ќе биде чекор кон тоа. Бидејќи ние сега имаме... Ама јас не ве прашувам дали ќе ги победите. Јас ве прашувам дали имате храброст и одважност, значаен дел од сегашните сопартици, кои се меѓу другото и експерти, се покажуваат во дебати дека умеат и знаат, без оглед која е нивната идеолошка матрица, да се ослободите и да ги акцептирате како партнери. Не зборувам за идеолошка матрица, jer јас мислам дека гледаме колку знаат во смисла на каде ни го оставија европското портфолио, во која фиока бевме пикнати. Во фиоката со наслов заробени држави. Они дури ја изгубија препораката од Европската комисија што се ја добивавме од 2009 година. Така што Европската унија бара да има правна разврска и за највисоките позиции во земјата, таму каде што има индиции или уште повеќе докази за корупција и криминал. И сега, ако Хан 10 пати вика, донесете го тој законот за јавно обвинителство, не може се живо да ви застари. Ако Вархеј на првата посета во Скопје го повторува истото, ако холандски парламент вика, како ние ќе зборуваме за... Се разбира, да, ама треба премисиве да ги договориме. Како ќе зборуваме за соработка, ако година и пол тие не сакаат да се донесе законот за јавно обвинителство, а Европа вели донесете го. Затоа изборите мора да имаат функција во оваа смисла. За тие да влезат вистински во оваа агенда. Па заедно да викаме, независно од каде доаѓа корупцијата и криминалот. Ништо нема да биде пикнато под килим. Ама ако тие, значи, многу е, ако Европа вика ова овде ќе го ставите. Ова ви треба, мора да се донесе законот за јавно обвинителство. Они велат, да, ние сме за европска интеграција, ама правиме се ова да си остане тука, под килим. Невозможно е да се соработува така. Таквата исклучивост ми е невообичаено за дипломат од ваш калибар. Ако Европа вика направите го обвинителство и Европа и овие меѓународниве, па и домашниве критичари велеа што направите со јавно обвинителство. Така што не сте имуни на критиките дека значаен дел од стопирањето на реформирањето и битката со криминал лежи и во изборот на Јанева и во перцепцијата дека бавно се одвиваат тие процеси,
без оглед што зајави вика ја не се мешам во судството, бавно се одвива зашто на одреден начин немаше подготвеност и за решенијата кои ги нудеше дел од опозицијските фактори. Затоа ви велам, дали сте подготвени да направите како што и сами велите. Дел од таа опонентска групација биде дел од преговарачката позиција. Подготвени сме со сите кои што ја споделуваат визијата да си ја донесеме Европа дома, да работиме без никакви резерви и услови или предуслови. Добро. Ама мора да ги утврдиме премисите. Уште само нешто. Ние имаме релативно коректни сега добрососедски односи, имаме добри односи во регионот. Имате ли намера, например, искусни луѓе кои беа експерти, кои ги поминаа патиштата на преговори од Бугарија, од Загреб и така да бидат дел на логистиката? Тоа ќе биде многу корисно. Јас во овој последен период, меѓу другото и поради хрватското председателство, ама и без тоа и покрај тоа, хрватскиот преговарач, кој што е неверојатен капацитет, амбасадорот Дробњак, и неверојатно искуство има во целиот процес и од страна на земја кандидат што успеала, и од внатре, и сега како председателство, и мислам дека такви искуства ќе ни бидат исклучително корисни. Оти ние многу време изгубивме, и тогаш кога европскиот пат беше автопат, кога влегоа сите 2004-та, па 2007 Бугарија, Романија, Хрватска 2013, сега ни е патот многу потесен и постремен. И треба да сме уште повешти, бидејќи самата Европа си има доста маки свој. Не ви поставам прашајќи, ви поставам впечаток. Разговарав со Соломон Пасив пред многу години и го прашав што е тоа што успеавте, така млад и агресивен како што беше, да го скршите внатрешниот отпор, нели, и Козлодо и се друго. Вели, знаеш што имаше огромна предност. Имавме премиер Цар, кој не беше оптоварен со комунистите и со комуњарите, како што ние велиме, туку упорно инсистираше се што е паметно, земи го околу себе. И така се формираше една значајна групација околу Евроатлантскиот сојуз на Бугарија, од кои излегоа потоа и министри, експерти и така. Упорно на тоа ви инсистирам. Да не ги испуштаме луѓето кои без оглед на опонентските становишта ќе ги дисквалификуваме без да ги користиме како матрица на Се согласувам апсолутно. Единствена премиса е, сега сме колку, уште е утро, да. Надвор е ден. Да не спориме дали е надвор темница или дење. Елементарните прашања, ако ги прифатиме, например, криминалот е лоша работа. Треба да се одговара, без разлика за кого се работи, од каде доаѓа, на каква позиција е. Ако околу тоа не дебатираме, апсолутно треба да се мобилизираме како нација, да си ја тераме оваа агенда сите заедно. Добро. Ама ако спориме дали е дења надвор или ноќа сега, тоа ќе биде тешко, се разбира. Имам едно лично прашање. Кога се појавија информации, или како што е сега модерно фейк вести, Димитров си оди, не знам кај ќе си оди, вамо, тамо, лево, десно, рековте дека имам уште незавршена работа со делот на својот ангажман. Што е тоа што е незавршена работа? Државата... Ќе останете и натаму министер за незавршена работа? Државата не ни е на шини, уште. Имаме уште неколку ритчиња да ги искачиме. Треба да се почнат пристапните преговори. Треба, ако овие 4 години не направиме огромен исчекор напред, како народ, како држава, ја не знам дали ќе има нова енергија, некој пак од ново да почнува, некој... Така што ќе ги разочарам тие што посакуваат некако еве да одам некаде и така натаму. Тука сум и сакам оваа земја да успее и затоа го викам она често ќе не биде. Да се бориме против таа грозна малодушност, дека од нас еве ја водите екипата на коалицијата во изборната единица 1. Димитров, кој потекнува од најкласично ВМРО-ско семејство, од кој мајка му беше меѓу првоборците на самостојна Македонија, таткото беше и министер во првата влада и амбасадор и така натаму. Вие сте таа некоја спона или на одреден начин
чувствувам дека има моменти кога имате антивмровска реторика и во настапите надвор од вашиот вокабулар и имидж на шеф на дипломатија. Јас сум, иако тоа тешко човек се става во кутија со надпис, нели, па да каже, јас сум во основа со либерални политички убедувања. За мене ВМРО како движење за македонска држава е еден од големите темели на нашата државност. Но идеалот и идејата на тие луѓе е на некој начин антипод со тоа како се води сега таа партија што ги има тие букви ДПМН. И најчесто и затоа и ги викам ДПМН. И вчера кажав, еве и со господја Силјановска и кажав, ако тие луѓе се само жртвувале за да имаме татковина, раководството на ДПМН денес е спремно да ја жртвува татковината за да се спаси себе си. Антипод. И тоа ние го видовме со 27 април, меѓу другото. Напад врз народни пратеници. Ја некогаш мислам дека се спремни да запалат се за да нема одговорност, за да се избега од правда и така натаму. Значи, буквите се важни, меѓутоа реалноста е поважна, идејата е поважна. Мојата кауза е државата. Јас имам работено со сите и јас во моментов не гледам политичка опција со одлучност земјата да оди напред од СДСМ со Зоран Заев. Ви благодарам Убаво ќе беше да имавме повеќе такви играчи, ама немаме. Деска да прашам за други солуции кои се во игра, за тоа може би во друга прилика. Мислам околу евентуалните перспективи на составување на една влада. Поштовани гледачи, тоа беше Никола Димитров во утрински брифинг. 15 минути со шефот на дипломатијата, а 15 минути со носителот на листата во изборната единица 1 и со еден прилично динамичен пристап во кој ја брани политиката на македонската надворешна позиција и перспективите на преговорите со Европската унија. Ви благодарам многу уште еднаш што бевте. Благодарам на поканата.